Тинеџерките хистерично го скандираат неговото име. Медиумите гладно го следат секој негов потек. Возрастните го молат за селфи, компаниите надаваат за неговото име. Нема скоро ни една своја песна, а веќе постигнува неверојатна слава со геометриска прогресија на социјалните медиуми. Бројот на неговите следбеници и фанови го надминува вкупниот збир на оној на кандидатите за председател на државата. Станува збор за Даниел Кајмаковски. Дали е тој феномен на новото време, дете на новото време и на социјалните медиуми, или е само уште еден последен во низата клинци кои што произлегле од реалните шоа, биле известно време популарни, а денес едва и кои се сеќава на нивните имиња. Дали всушност ние сме сведоци и соучесници на создавање на култура на моментот која што е минлива, ефемерна и не остава никакви трајни и позначени вредности и наследство за себе. За овие и другите теми поврзани со овој феномен на новото време ќе зборуваме денеска во Зебра. Како и секогаш и како и за секоја ваква тема која што во последно време експлодира на социјалните мрежи, можете и вие да го дадете вашето мислење користејќи го хаштагот ЗебраМК на Твитер и коментирајќи на нашиот Facebook пејдж. Денеска со нас имаме двајца гости кои што се вклучени во музичката сцена на еден или на друг начин. Александар Пејовски, композитор кој што неодамна го промовира својот нов албум Реквием, и Антонио Димитриевски, новинар, менаџер, продуцент со долгогодишно искуство на естрадата. Да се надоврзам на почетокот на маја, телевизиските шоуа од ваков тип, значи на кои што се бираат таленти како X Factor, Idol, Britain's Got Talent и така дале, и така натаму, се многу популарни не само во Македонија, туку и надвор. Кажете ми од ваша перспектива, од искуство, што мислите, на што се должи ова? Александар? Вие или Како го сакате? Еве, јас ќе почнам како човек кој и учествувал и бил дел од жири комисии во дел од такви шоу емисии или Music Talent емисии кои можеби не од такви размери, ама во секој случај на домашно, на локално, на македонско ниво. Се должи на новото време. Добро, во најавата Маја тоа го кажа, на новиот моментот на брз живот, на инстант правење на популарност телевизиска, зборувам како шоу емисија, како гледаност, како медиум, а аналогно на тој правење на пари. Дали е тоа попад на гласање со SMS-и, дали е тоа попад на некакви награди и така натаму, дали се лајкови или што год да е. Сето тоа носи пари. Од една страна, значи, ја задоволувате клиентелата телевизиска која сака да ве гледа, навлекувате гледаност, правите еуфорија помеѓу масите, а од друга страна добро заработувате. И тоа е веројатно добро осмислена шоу бизнис концепција, затоа велат no business like show business, а no business без медиум, и особено без телевизијата која е медиум кој е и најраспространет, добро, не е најраспространет сега со појавата социјалните мрежи, меѓутоа се уште број еден медиум. Тоа е моето мислење. Александар? Според мене тоа е типичен показател дека пазарните вредности станаа замена за сите други вредности. Тоа е еден од вака најочигледните показатели каде вкусот, критериумот, кредибилитетот се надвор од прашање воопшто. Тоа значи дека буквално секој може да партиципира во создавање на критериум без оглед на кредибилитетот кој тој го носи. Пред малку споменавте дека нема ниту една песна, нешто така, веќе станал популарен. Тој не ни треба да има песна. По мене не мора ни да пее воопшто. Тоа е прашање на појава и тоа датира уште од времето на Френк Синатра, кој што исто така според многу верување плод на мафија, која што го ангажира и вика ти ќе бидеш пејач, без оглед ти дал знаеш да пееш или не. Ние ќе се погрижиме за останатото. Тоа меѓу другото беше споменато и во филмот Кум, Кецот. Ако се сеќавате на таа легендарна сцена кога се со коњската глава во спалната соба. Така што ова не е нов феномен, туку е само достапен и само сме повеќе информирани од тогаш, бидејќи имаме социјални мрежи и се обистини веќе децении наназад Ворхоловата мисла да секој ќе дочека 5 минути слава. Тоа пак кое што е произлезено од фразата anything goes, кога ќе искочи од контрола,
самите пропагатори на тоа веќе имаат конфликт со тоа што се случува, немање критериум. Сега нормално тоа кое ќе се помеша со пазарните вредности е прекрасно средство за манипулација со народот. Бидејќи народот, тоа е обично изговор тоа е една одвратна фраза, па народот тоа го сака. Народот сака тоа што ти ќе му пуштиш, тоа што ќе му кажеш ти да сака. Ја перам зуби со Colgate заради тоа што секојдневно гледам Colgate. Може би не би купил Colgate ако не ја гледам. Сега, овде не станува збор за адвертайзинг, станува збор за сериозни општествени проблеми кои што оставаат длабоки траги. Бидејќи знаете како, проблемот не е во Даниел Кајмаковски. Ја имам проблем прво, кој е тој кредибилитет на тоа жири? Например, Желјко Јоксимовиќ и таа една госпогица Алва, не знам како беше таму, кои што цмиздерат тука и кои што се представуваат како некаков репер, кои што треба да оценуваат кој дали знае, кој како знае и дали знае да пее, а при тоа во нивниот бекграунд имате Лане Моје со шупелка у руки, облечен како овчар. На едно од по мене долните манифестации светски наречена Евровизија, на која што не знам Македонија упорно што мајка бара таму да иде и да троши средства. Пошто тоа е трошење струја, трошење пари, трошење средства, људство. Така што се прашувам од каде врз основа на кој бекграунд, кредибилитет еден Желјко Јоксимовиќ е во состојба да суди дали некој знае да пее или не. Кога за тоа постои дидактика, постои музичко да те прекинам образование. на кратко. Нели социјалните медиуми возможуваат демократизација на изборот или создаваат чувство или можеби привид на публиката дека таа учествува во изборот и жирито влијае, меѓутоа сепак публиката е таа која што одлучува кој оди понатаму и така натаму, а не одлучува некакво... Бројот на SMS-и одлучува, жирито само дава насоки. Меѓутоа и жирито е олицетворение на критериумот кој што ние го гледаме, бидејќи публиката нема појма, ниту ikad имала, точно, жирито е насочува. Ниту било кога во историјата публиката имала појма. Значи публиката знаете како? Публиката иде на Уейн Шортер на джез фестивал, по пат додека иде ја слуша Северина, онда од Уейн Шортер иде на концерт на Аца Лукас. Нив све им се свија. И сите имаат што да кажат, и сите имаат свој мислење, свој став. Така што, ако треба да се ослониме ние на публиката, тоа е катастрофа. Затоа постојат репери, постои нешто што се вика државна културна политика, која не смее, сега да не начнувам нови теми, да влегува во тие води, бидејќи тоа се многу опасни води, кои што се мамка. Они можеби ќе ја доближат одредената конкретна власт, ќе ја приближа до народот. Меѓутоа, тоа ќе остави огромни траги врз општеството, врз поимањето на едно дете што е тоа музика. Бидејќи малите дечиња денес мислат дека Даниел Кајмаковски или како се вика, дека тоа е музика. Знаете, и дека Емина Јаховиќ, Алија Салва, дека она треба да знае, да оцени пејачка, и да на пред 20 милиони луѓе, ако ја гледаме бивша Југославија, не знам тоа кај се емитува, Па ако не 20-15 се. 15 милиона со она пар улоги во некакви сапуници, да со потпуно мртва ладна да излезе и да му кажува на некој дал знае да пее или не. Антонио, Тоа е негирање комплетно на секој музички естаблишмент. Што се смени, например, каде го гледаш ти сломот и како би можеле тоа да интерпретираме? Ти имаш искуство и во многу емисии порано на МТВ што се водеа од шоуто мора да продолжи, која имаше многу сериозни групи кои што беа дел од таа емисија, Странски, Квин и така натаму, да не ги набројувам, кои што сепак врз основа на некој квалитет дојдоа до таа популарност. А сега гледаме дека и воопшто квалитетот не е важен. Се смени индустријата у светот, значи односно Како тоа влие врз вредносниот систем, да речеме кај помладите генерации особено? Така како што влијае, значи како што светскиот поредок од тој се направи некој друг, сето тоа се отсликува и во културата, односно во индустријата музичка. Знаеш, никој не му требаат нови Ролинг Стоунси. Зашто никој не му треба да уплаќа сега таму авторски права на некој си Джегер или на не знам на Ричардс или не знам, земам сега као пример, као една од најголемите мене. Затоа ги измислија диџеите, пријателе. Вика свири грамофони. А за мене не знам како се свират грамофони, ама добро. Прифаќам дека е така. Затоа имаш
повторување на една фраза во бесконечност, а не сум глуп, треба 100 пати да ми кажеш тупцу тапца, еднаш кога го слушам знам дека е тоа. За едноставно да парите одат кај индустријата, не кај поединец. И ако ти не создаваш луѓе кои се несомнено биле квалитет, а од нив не создаваш луѓе кои ќе бидат идоли на масите, создаваш едно море на no name. И секој диџеј најсветски од најскапиот, извини, можеш да купиш за 20, 30, 50 илјади долари, ама не можеш да купиш, не знам, Rolling Stones 2 милиона чинат. Сега зашто би дал некој 2 милиона за концерт, ај ќе викаме секоја недела од овие, оти се поевтини, а собираат исто толку маса. Исто толку маса. Значи, светските диџеи, оние барем најголемите, со сиот респект дека нешто прават, дека вртат некакви дугмиња, ги земав само како сегмент. Како лајт мотив. И реални вет звезди да ги ставиме, значи условно кажано. Дефинитивно. Зошто не траја звездите кои што излегоа од такви реални шоа? Ти беше менаџер на една таква звезда. Белов своевремено беше некаква надеж и исто така се обраќаше на балкански пазар, Ноне и така натаму. Денес ги нема веќе. И може ли Даниел да се разликува по нешто од нив? Не, дефинитивно не. Затоа што таквите шоу емисии, односно таквите звезди се фабрикуваат за потребите на шоу емисијата. Како прво продукцијата која го прави, не се бави и не се занимава со менаџирање на пеачи, се занимава со менаџирање на продукт кој во моментот ти носи профит. Тој продукт е тоа. Значи, тешко е да извадиш некој познат па од него да прави шоу, затоа што тоа ќе да чини скапо. А овде се тепаат кој да учествува. Таквите ги бираш како лубеница, од нив правиш еуфорија дека тоа се идните звезди, не дека немаат квалитет или потенцијал, верувам дека некој од нив има за одреден тип на музика. Прилично. Значи можеби немаат за джез, ама имаат за турбофолк нека биде. И тоа е музика. Во тоа време додека трае во тој период шоуто, правиш пари од нив, заради тоа што знаете ли колку е секундата за финалето на X Factor ќе биде? Знаете ли колку е една SMS порака? 15 милиони спомена Александар пред малку. Нека не гласаат сите. Значи, се прават пари. Заврши ли денот? Заврши приказната. Знаете ли дека Даниел Кемаковски има понуди за годишни договори и покрај тоа што нема Има сите, не само тој. Ај сега да ви кажам, победникот на операција Триумф, ние вчера го бяхме, тоа е нашиот портал на Вистина МК, денес е земјоделец. Денес е човекот земјоделец, работи, свири севдалинки за тезга, а преку ден работи на село. Ноне работи на брод. Победникот на идолот, оној нашиот македонскиот, Раденови браќата, денес, пред некој ден, отворија пред 15 дена кебапчилница во Гевгелија. Сега, ако реалните шоуа фабрикуваат угостители, или фабрикуваат земјоделци, или фабрикуваат реално звезди, ај кажете ми. Кажете ми еден, почнувајќи од победникот кај што Ноне беше втора од тој идол, па до операција Триумф, па јас имам талент кај што учествува Хелена, учествуваше, пошто таму има разни точки. Еден победник дека е звезда, ако ми кажете дека еден, дека продал, дека реално прави успеси, без оглед што е тоа таква музика, прифаќам, има и ваква и таква музика. Еден, кажете ми, зборувам за овие простори, за регионот, јас не знам што прави победникот на Voice или на Ја имам талент во Британија или во Англија или не знам, овој во Америка и така натаму. За овие простори е така. Значи, систем на тоалет хартија, ние тоа го викаме, за една употреба и потоа се фрла. Кондом, тампон, како сакате кажете го. Тоа се такви успеси. Никој пред тоа и никој по тоа нема направено. Дај Боже да Даниел биде исклучок. Ама многу се сомневам заради искуството претходно и заради тоа што знам дека се фабрикуваат за потребите на тој што го прави, а не за твоите потреби и реално за потребите на нацијата. И таа звезда условно во наводници и народот се само искористени и изманипулирани за правење профит. И тука се согласувам со Александар, иако за некои други работи не се согласувам, ама добро е да има опортуни ставови. Ето тоа. Ја дури одам и малку поекстремно. Јас не можам ни да разберам потребата кај еден човек да излезе така и да си пее. Не можам да го сватам тоа. Значи ти сепак сметаш дека треба да имаш потреба нешто да создадеш, да споделиш. Тоа не треба да се земе како некаков релевантен исказ, ова е чисто мое, затоа реков идам дури до таа екстрема.
Да, Ја меѓутоа не ти можам да создаваш, замислам, ама ти ете, сепак има создаваш луѓе што авторска музика. Сепак од тој агол може да се интерпретира дека ова е Па добро, воопшто музиката не може да биде поинаква него авторска, а ова и од се досега можеме да констатираме дека ако со нешто има најмалку врска, има со музика. Бидејќи тоа е стварно најнебитно тука. Најмалку има врска со музика. ги спомна преска институциите, се чини дека образованието е пресудно или може да биде пресудно за да се процени што од ова има вредност, а што нема, односно како што е не? квалитет, квалитет, а што не е неквалитет. Значи се почесто слушаме муавети дека и од турски серии па се до реални звезди и во градинки, и во школи се на еден начин воздигнуваат помеѓу Добар, помеѓу само така помладите може да генерации. затопиш народ, да. Значи сепак не можеме институциите да ги изолираме од целата оваа ситуација. Апсолутно. Они имаат обврска да се грижат за овие прашања, тоа најмногу од сите, иако јас сметам дека они се во моментов се потполно немокни да направат било што по тоа прашање, заради тоа што тоа е навлезено толку длабоко во порите да треба да се направи нешто екстремно, радикално, кое што пак ќе предизвика контраефект. Што значи дека проблемот ја го лоцирам многу порано. Ликовно и музичко нема оцени, него беше покажува особен интерес и успех. И Така? физичко. И физичко. Значи ти може да си не талент за математика и онда ти си идиот, али ако музика тоа као нема везе. Епа резултатот на тоа е ова. Значи да не бидам вулгарен, што значи па и се уште балерина во Македонија. Што значи за родители кога ќе каже дете, девојче дека сака да биде балерина, така? Ау, Бог да чува, нели? Значи тоа се фундаментални, како да ви кажам, културолошки рупи и рупетини кои што векови треба да поминат за да се изделка, да се искултивира народот, за да може да дојде до степен која ќе разликува естрада од музичка култура. Ама се согласувам, зашто не се согласувам со тебе? Во Британија да речеме дека систем на вредности има, ајде да речеме или Германија, ама и таму има талент шоу, и таму Како не, и па таму сега ја има, имам па талент ние се ги емитува, копираме Идол од се таму. емитува, Да, не знам, па овој нормално X дека Factor има. се емитува со култури кои се да речеме, Апсолутно. ајде овде не, таму што правиме тогаш? Клучниот проблем е во тоа што Британија и Македонија се на различно културолошко ниво како фундамент. Не е исто, знаете како, не е исто Серж Гейнсбург Ама видиш што и и почелил Джейн Биркин која победи и на тоа. Тоши и мислам. Каролина. И не е исто естрада во Франција, кај што е еден Лувр, кај Франција која има зад себе една Арс Нова, Франција која има зад себе барок, импресионизам. Значи, која што директно Абе и Crazy Horse има, ако има импресионизам. Да, меѓутоа знаете како, она директно учествува во европеизацијата и во целите тие културолошки процеси во кои што ние не сме учествувале и појдовната точка е сосема поинаква. Бидејќи образовниот систем, особено за музика, во Франција е поинаков. Таму има дамбетер и турбофолк и се од нас. Меѓутоа, А овде има универзитет кој немало на друго место. Таму нема да го најдете на еден ист мост Оливија Месијан и Джейн Биркин. Ме разбирате? Јас зборувам за поделбата, бидејќи таа е кобна, она е многу страшна. Петре М. Андреевски, Славко Јаневски, Кондовски, Личеновски да бидат на исти мост на исти мост со Тоше Проевски е по мене катастрофално. Ова не е никакво девалвирање на Тоше Проевски, ни случајно. Ова е девалвирање на гестот од кој што ја верувам дека не е злонамерен, меѓутоа е од незнаење, затоа што пазете ја многу повеќе ќе прифатев уместо Александар Македонски ако беше Тоше Проевски онолик споменик. Со тоа ќе имав многу помал проблем. Значи контекстот е проблем. Апсолутно. Отколку што се мешаат баби и жаби до таа мера да ти ги еквилизираш вредностите и веќе по мене апсолутно треба да се отвори порно одсек на ФДУ. Бидејќи ако некоја индустрија на светов толку напарана, сите у студио го знаеме, турбофолк они се веќе на пат бидејќи отворија одсек за популарни жанрови. Следниот next step веројатно ќе биде и турбофолк, пошто 90% од студентите ја која студирав беа турбофолкери. Но тоа е веќе друга тема.
Порноиндустријата Меѓутоа не е е дека, без најуспешната. разлика што тоа ше беше поп-пеач, сега ризикуваме да го навлечеме и гневот на публиката ако кажеме дека навистина една никаков гнев поп-икона нема потреба. Не беше станува издигната на збор ниво на за- светец и некој тоа го протолкува како пат на македонската култура. Меѓутоа тој остави музичко дело кое што има трајни вредности, конкретно Божилак. Тоа е Па да, знам, албум меѓутоа- на кој што работеше и вашиот татко и кој што е Таму изворедни работеа- джейз аранжмани. Па тоа беше, па видете сега, тоа беше аранжман со народни теми, каде што беа за симфониски оркестар инструментирани народни изворни теми. Не знам кои беа све. Тоа нема никаква врска со ова што сега го говорам. Тоа е повторно тоа е во една рака Културно наследство. кокетирање со естрадизација, со естрада, бидејќи тука е самиот Тоше Лик, Естраден лик. Он е тој кој што ги изведува композициите. Тоа не знам чив проект беше, заборавив, меѓутоа аранжманите беа на Рачани, нели, на Саша Николовски Ѓумар, на Сони Петровски и така натаму. И тука тоа не е тоа до таа мера. Не е тоа она за што сега јас говорам. Тоа не му дава за право ниту на тој проект, ниту на самиот пеач да биде пандан на еден музички преродбеник. Бидејќи како не знам како да објаснам Не можеме да ги поинаку, ставиме не се на исто свати- рамниште, А во да не секој се свати, ја немам потреба зашто би го девалвирал било кого. Тоа е, мислам, злобно, нели? Во секој случај сакаш да кажеш дека не постои Контекстот јасна е- линија во која што би можеле да ги разграничуваме едните и другите, дека ги се значуваме. бидејќи постои нешто што се вика фундаментална основа, бидејќи ако е така, онда не треба да има никаква музичка академија, никакво музичко образование. Така. Не треба, нека растурат и филхармонија и све, нека не постои ништо што има врска со култура, нека си постои само овие талент шоуа и онда Facebook нека биде репер со лајкови, што вреди, што не. Антонио, Така да ако така го водиме муабетот, нема да имаме никад нема да завршиме, бидејќи не можеме ние да мериме на кантар вредности, естрада и музичка култура. Бидејќи вредностите, само што да го кажем, простете, резултатите на она што се нарекува култура, не само музичка и уметност, тие не се видливи за народот во моментот додека се создаваат. Тие оставаат трага и тоа е всушност создавање културно наследство. Значи, тоа не е видливо, као што е видлив успех рецимо на попстар, кој што ќе продае, не знам, милиони тираж, така? И после го има, го нема, не е битно, туку ова е еден процес во кој целта не е заработувачка и популизам, туку создавање културно наследство. Тука е суштинската разлика. Jer у естрада ви имате цел. Ако вашиот проект не се продаде у замислениот тираж, ако тој концерт не биде посетен за да ги врати парите кои што вие сте ги инвестирале, значи говориме сега за бизнис. Така, онда ништо од тоа. А овде не. Тие концерти 15 души ако доат на мој концерт, јас сум среќен. Само уште едно да се надоврзам, Антонио, ти преска спомна дека на еден начин ги изедначи дека и во Англија има естрада и во Македонија има естрада, меѓутоа кај нас сепак нема нешто што кај нив има. Значи има кај нив джез сцена, има кај нив квалитетна музика, современа музика, кај нас тоа речи се дека го не се нема. согласувам дека Значи, нема и овде современа музика ама и соодносот джез е драстичен сепак, Ама, разликата е сега, колку сме драстична. Ние луѓе колку се они, па немојте систем на мали и големи броеви сега како. И Тоше Проески и Мајкл Джексон исто продаваа у проценти, 5% од тој. Само продаваше милион примерица и продаваше 50.000. Да, меѓутоа во моментот кога Мајкл Джексон постоеше во Америка, постои и джез издадувачи, кај нас не постои. Значи сепак е разлика. Еве го седи до вас, немојте така. Ја не се согласувам со тоа дека не е така. Веќе не сум, ама нема Добро, врска. се едно. Значи, за мене си. Сакам да кажам, има прекрасни млади луѓе кои се и по светот, значи да почнам од, не знам, од малиот Шпато па натаму. Има, да ги исклучиме од светот тука, во Македонија Нова Атло, сепак не би можеле да ги во таа задначиме. мера, не, затоа што друго е поднебјето, друго е многу работи се други. Значи друга е културата, друго е се е поинаку. Не можеш на една нација која е на поинакви остои, во поинакви историски услови, во поинакви не знам социјални услови обстојувала, се развивала и така натаму, за разлика од Англија кои биле империи колонии да бидат имале своји колонии да бидеме исто. Да, Ама и сепак не велам дека нема джез, И напротив. овие талент шоуа
пак го пордлабочуваат тоа. Значи Ама него тоа не е забава за милиони и таму и овде, пријателе. И сега разликата е во што? Во тоа што можеби таму е малку поедуциран народ, па толку во тие размери не се пали, ако не сум сигурен. Иако не сум сигурен, не тврдам дека и овде луѓето се до толку поглупави отколку англичаните. Сум имал, знаеш, прилика и со едни и со други да правам. Напротив, овој народ е многу побистар од некои други, ама тоа е друга приказна. Сакам да ти кажам една друга работа, дека во суштина е една машинерија која функционира и таму и овде и глобално, и дали Америка, Англија или Македонија, која е создадена за да направи пари, дали е тоа од телевизиски реклами заради гледаноста или од СМС пораки заради навлекување на масите да глатта за создавање на нови идоли. А колку од тоа потоа реално ќе биде тој идол е искуството да се покажува нула. Реков еве еден да кажеме дека успеал, нема. Сите звезди што се без оглед дали е тоа ваква или таква музика и турбофолк нека не потекнаа од некакво сем од по некое од тие таквите од типот на ама тие па има своја продукција која потоа работи со нив. Зборувам за Грант, за не знам, од типот на Рада Манеловиќ, влегувам во друга сфера, во други води, ама за нив стои продукцијата. Ако за било кој не застане продукцијата после тоа, готова е приказната. А телевизиите и продукциите кои продуцираат телевизиски шоуа нити имаат интерес, нити имаат луѓе, нити капацитет, нити им е гајле да се занимаваат со тебе подоцна и да фабрикуваат од тебе звезда. На Саша Поповиќ му е гајле заради тоа што ги има Грант, има продукција за себе. А овие немаат и не ги интересира. Знаете што ќе се случи сега? Ќе заврши X Factor, ќе биде АУ 2 недели, за месец дена почнува ново талент шоу. На една ќе го гледате од телевизиите. Александар, пред неколку месеци напиша отворено писмо во кое што критикуваше субвенционирањето, да го наречам така, 20.000 евра за сонграјтерот на победникот на Скопскиот фестивал, нарекувајќи го тоа всушност дека се наметнува една пилјарски карактер на музиката и дека државата не го субвенционира она што треба, туку она што треба да биде само одржливо. Ме интересира дали всушност овој конфликт за кој што зборуваш не е вечен меѓу класичната музика која што секогаш била со некоја интелектуална надменост и со елитизам, кон поп музиката која што била поврзана со плепсот. Мислам, не е ли тоа зошто толков без токму во овој момент? Не е ли тоа една вечна приказна која што постои и се повторува низ историјата? Не станува во никој случај, не е во прашање без и девалвирање на поп музиката. Значи, мора да постои, зашто? Постои во поп музиката еден Тревор Хорн, еден Квинси Джонс, значи да не се тоа во никој случај не сме така да биде интерпретирано. Тука стануваше збор за естетски бунт. Тоа не е врзан ниту за финансиски средства, каде што јас кокам мене ми давате на тоа во никој случај. И пошто споменавте елитизам и масовна култура, елитизмот тоа не значи во превод надменост и понижување на другата. Него тоа е уметноста е сама по себе елитистичка, бидејќи произлегува од елитите. Терминот уметност се јавува многу подоцна во историјата. Уметниците во времето на Ренесансата и барокот се нарекувале мајстори. Потоа се појавува терминот уметност и уметник. И тој потекнува од самите елити, односно буржуи. И тоа дури го споменува Игор Стравински во неговата музичка поетика, каде говори за мецените, кои што денеска ги бркаат со спонзори, а тоа се две многу суштински разлики помеѓу мецена и спонзор. Ова го кажувам, не се оддалечувам од темата, го кажувам во контекст на тоа дека Министерството за култура е единствениот мецена во моментов, така? Што е чудно и тешко одржливо. Меценатот не бара за узврат ништо од тој кој што му помага. Он не бара да напишеш ти Colgate на албумот или на партитурата или на туку самото инвестирање во авторот е гордост за самиот мецена, кој што за разлика од овие денешни олигарси селјаци ги поминал сите конзументски еуфории од кавијари, кочи, се загрцнал 45.000 пати со кавијару до повраќање и неговиот дедо и неговиот прадедо и онда се
логично се појавува еден кој што добива потреба од нешто изнад јадење и пиење, нели? И онда неговата среќа и успешност и статус во општеството се всушност зависат од тоа кој уметник ќе го помогне. Тоа е случајот со Надежда фон Мек. Тоа е случајот со Паноника Ротшайлд, која што го лечела од Хорс Чарли Паркер, која што го лечела и поддржувала Телониус Монк, кои што биле на питачки стап. Тука е Пеги Гугенхаим. Тука е Гертруда Штайн. И брдо мецени, кои што во такви цивилизирани средини на правите луѓе им искочиле во пресред и благодарение на нив многу од делата се зачувани и ние можеме да ги најдеме сега, нели, по светов. Но бидејќи во Така Македонија што- нема традиција меценството и Нема. државата се е сведена на Бидејќи она што државата го нема дава. ни традиција на уметност. Затоа ние имаме поинаков тип на континуитет. Но што кој ако што тие кој што е 20 повеќе се базира на фолклорот и на архаизмите, кој што не е воопшто за подценување, меѓутоа не партиципираме во тој дел од таа европеизација културолошка од ренесанса па до модерна, односно постмодерна. Ние влегуваме во 40-тите години директно кога веќе малтене почнува модерната да паѓа и да се раѓа подадеизмот веќе одамна поминат, да се раѓа постмодерната, ние тогаш влегуваме со први генерации композитори. Ако ги да не ги испуштиме Атанас Бадев, на пример, Јосиф Чешмеджиев, кои што се предвоени композитори, но тоа не е доволно за да биде тоа школа, да се нарече школа, која што воспоставила одредени на институционално ниво критериуми, па да тоа има континуитет. Ме разбирате? ФМУ во 60-тите години е отворен. Значи, тоа од преска сакав да ви кажам, во различни појдовни точки сме. Париз и Скопје. Београд и Скопје се различни појдовни точки. А не па да се споредуваме со Британија. Ја тоа сакав да кажам, а не дека ние сме глупи, а они се као паметни. Нормално дека има турбофолк е светски феномен, кој што е потекнува од Балканот и кој што е дел од прво и основно од руралната миграција, село-град, каде што комплексите доаѓаат до израз и каде што се јавува инстант потреба за достигнување на одредени нивоа за кои мора стварно. Па исто ти во Америка, рапот и R&B-то се турбофолк американски у суштина. Искачаат од гето, од најруралните средини, од најсиромашните квартои. Па да, Истата добро, тие потреба се- за она што го кажуваш ти. Да, Но меѓутоа- што е разликата? Да. Во таму што пеат уау, а овде пеат Па не, со добро, трибер. сега Тоа е. сепак хип-хопот и R&B, тоа сепак се не се од рурални, од урбани средини доаѓаат и пак се они. Така е урбани, знаеш, ама мислам сиромашни. на Тоа тome се сепак квартови. гетоа како и мислам и джезот ако го земеме. Така што не би ги нарекол рурални, меѓутоа Ама таму не општествени. превладува хармонија, пријатели, ритамот превладува. Да, меѓутоа јас сега говорам идеолошки. Не е важно хармонија дали превладува, бидејќи има и во современата класична музика и во джезот каде музики во кои не превладува хармонија. Не се задржувам на структурално, туку повеќе идеолошки. Социјално земи ги зашто философски. пеат, зашто зборуваат. Да, да, За па тоа тоа е кој критички- кого упуцал, кој кого пари мукал Да, да. и која женска е легнал. критички бунт. Така е. Антонио, како Тоа е гледаш- како и панкот кој што се А, шо јавува пеат како резултат на турбофолкерите? тачер, нели? Синош сам пола кафане попио и кога легува. Па да, Тоа е само тоа. тука нивоата културолошки само се различни на Не, само на бојата двете. на кожата е различна, ќе ти кажам, све друго исто. Па, Како добро. гледаш ти на тој обид за субвенционирање од страна на државата, кој што можда беше обид да се спаси поп музиката, која во последно време беше доста во криза? Зборуваме за Дали е легитимно? за Да, фестивалот или да, зборуваме за за фестивалот. за Министерство за култура која ќе За ги фестивалот. доправи. А види, ако не им дадеш мотив, нема да дојдат да пеат. Тоа е ја не 20-200 илјади би им дал. Меѓутоа, сега прашањето е во какви социјални услови живееме, ова, знаеш, тоа како изгледа од другата страна, оти некој нема да јаде, а некој 20.000 треба да земе. Ама сега извини, исто некој работи за плата од 300 евра, а некој со еден телефонски повик прави милиарди у светот. Тоа е тоа. Сега дали си Роман Абрамовиќ или си питач, што ти дал Господ од другата страна. Не гледам дека е страшно што се субвенционира. Напротив, треба да се субвенционира. Проблемот е у нешто друго. Дали има
сигурен систем на вреднување на нештата. Оти, ако ги отвориш телефоните, ги знам и технологијата и како тоа се прави, ќе ти натепат 100.000 гласови, ќе го ако ги ограничиш на еден глас, пак ќе победат истите, заради тоа што ќе се буни јавноста, ќе рече, со 200 повици победил. Исто е дали ќе победи со 200 повици или со 20.000 повици. Нема разлика. Само операторот ќе земе поише и тој што го организира тоа. Иако парите одат после тоа во хуманитарни цели. Проблемот е по мене следен. Значи, начинот на кој тоа се прави, за да победи на вистинското нешто. Затоа може би е подобро да не биде тоа Александар што вика масата да гласа со СМС или со лајк или како год да е. Може би комбинација на едно и друго, на стручни лица. Сега од друга страна па се судираме со другото, ќе викне жири, сите се знаеме, со еден телефонски повик одма можеш да го договориш, дали за жити мајка, дали за ситни пари, дали за по партиска линија или по не знам роднинска линија и така натаму, мала е држава. И тука има лек. Значи може, ако Белгија бираше песна за Евровизија годинава, не знам дали знаете, а македонско жири беше инволвирано, значи во делот ваквото, ја не гледам зашто во тоа жири не би било интернационално. Па ќе викнам еден композитор од Бугарија, еден ќе викнам од Грција, еден ќе викнам од Србија, еден од не знам каде, и уште неколку наши во комбинација со телевутинки може би еден таков систем, велам може, нема идеално. Ама може би, за да имаме еден баланс помеѓу желбите на народот и помеѓу знаењето на стручњаците. Може би. Јас би играл така. Знам дека времето брзо помина и дека темава е многу широка, има што да се зборува. Се надевам дека и во друга прилика ќе бидете дел од Зебра. Ви благодариме што ја прифативте поканата. Задоволство ни беше. И ви благодариме на гледачите што не следевте. Поздрав!